9 март 2016 година, почитувани гледачи, термин за регионалните вести на КТВ. Повеќе значајни проекти годинава ќе реализира секторот за локален економски развој при општина Кавадарци. Тие се дел од програмата за работа годинава. Во делот на економскиот развој приоритетен е проектот за нова детска градинка. Програмата за локален економски развој е збир на проекти кои се планира да се реализираат во текот на оваа година и кон кои воглавно ќе бидат насочени активностите на секторот за локален економски развој. Реализацијата на оваа програма ќе обезбеди континуирано одржлив развој на општината, кој треба да го подобри нивото на животниот стандард на жителите на општина Кавадарци, истакнуваат од овој сектор. Програмата за развој воглавно е ориентирана кон зголемување на буџетските приходи од донации од меѓународни агенции и фондации, како и кон ефикасно искористување на предпристапните фондови од ИПА програмата и очекуваните кохезиони фондови. Ќе се реализира од буџетот на општина Кавадарци, републичкиот буџет, меѓународни донатори, присутни во земјава, јавно-приватно партнерство со бизнис секторот, фондови достапни по програми на Европска унија. Изградбата на капитални објекти, локален и регионален развој, рурален туризам, туризам, екологија, енергетска ефикасност, развој на информатичка технологија, образование и социјала се дел од поглавијата во оваа програма. Во делот на економскиот развој и изградбата на капитални проекти, во оваа програма е содржана изградбата на нова детска градинка. Со овој проект е планирано да се изврши реконструкција и адаптација на просторот на старата зграда на Здравствен дом Кавадарци во функција на детска градинка. Вкупната површина ќе изнесува 232 метри квадратни и во неа ќе бидат сместени 100 деца. Средствата за изградба на детска градинка се во износ од 7 милиони денари и ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Кавадарци. Реализирани се бројни активности од програмата на општина Неготино за социјална заштита во 2015 година. И во 2015 година општина Неготино реализираше бројни активности од програмата за социјална заштита. И изминатата година општината изнаоѓаше форми за помош на социјално ранливите групи, подобрување на стандардот на граѓаните, создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст во руралните средини, подобрување на наталитетот на населението во општината, како и многобројни други активности со цел за задоволување на потребите и интересите на граѓаните во областа на социјалната заштита. Во 2015 година општина Неготино им излезе во пресрет на граѓаните од социјално загрозените семејства со еднократна парична помош за лекување, помош во случај на елементарни непогоди и еднократна социјална помош во висина од 1 милион денари. Исто така продолжи функционирањето на игралните за децата од предшколска возраст во руралните средини, со што овие деца добија можност за подготовки за започнување на образованието, можност за дружење, социјализација, стекнување на работни навики и исполнување на слободното време, за што беа потрошени 1 милион 836 илјади денари. Исто така преку проектот промовирање на одржливи вработувања беа ангажирани жени од руралните средини во игралните, со што им се помогна на овие жени за интеграција на пазарот на трудот, за кои беа потрошени 297.600 денари, средства обезбедени од страна на UNDP преку проектот за општинско корисна работа. Со цел за подигнување на наталитетот во општина Неготино и донесувањето на одлуката за еднократен надоместок за новородено дете за секое новороденче во 2015 година, на родителите им беше исплатен еднократен надоместок од 7.000 денари за задоволување на потребите на новородените деца и давање на поттик за зголемување на наталитетот во општина Неготино. Еднократен надоместок за новородено дете беше исплатен на 170 семејства или 1 милион 190 илјади денари. Со помош на Сдруженијето Вардар Лидер Градско, општина Градско полесно ќе добива проекти. Во општина Градско наскоро ќе започне да функционира Сдруженијето за рурален развој, локална акциона група Вардар Лидер Градско. Со помош на ова здружение општината полесно ќе може да стигне до одредени проекти кои ќе бидат од големо значење за руралниот развој, потенцираше на последната седница на Советот административното лице од општината задолжено за подготовките околу формирањето на здруженијето. Ќе се формира здружение што ќе се вика Лидер Вардар, составено од 3 општини: општина Чашка, општина Велес и општина Градско. Бидејќи е под функција на Министерството за земјоделие,
заради што он го дава, Министерството го дава грантот, односно ги финансира проектите што ќе ги спроведува овој ЛАГ, и имаат услови некои што се треба да се исполнат. Еден од условот беше да биде општината со седиште во каде што нема над 7000 жители, бидејќи општина Градско има 3760, како што знаеме, ургиравме да биде во нашата општина седиштето на лагот и ќе биде секако со големи поволности заради тоа. Да се формира во централен регистар како правен субјект, значи ќе биде правно лице и ќе може да учествува во Министерството, како што спомнав, и ќе може да ги исполнува сите тие проекти што ќе ги дава лагот. Односно ќе има управен одбор лагот, ќе има собрание каде што ќе може да се гласаат за проектите, дали ќе бидат спроведени или нема да бидат спроведени. Мислам дека тој управен одбор ќе членува 9 души, претежно ќе бидат од Велес, 5 од Велес, 2 од Чашка, 2 од Градско, затоа што Велес е поголема општина. Да. И ќе може да се, целта е уствари да се развие руралниот, да се подобри руралниот развој во овие три општини. Тоа е целата задача. Општинската организација на Гром Кавадарц си го поздравува предлогот за измена на Законот за земјоделска дејност, кој го регулира плаќањето на земјоделските производи. Со овие измени се предвидува и кратење на рокот за исплата на грозието од 6 на 3 месеци. Ние како Гром Кавадарци, а и во нашата програма и на претходните локални избори за градоначалник и советници и на претходните парламентарни избори имавме недвосмислена цел да во однос на најважното прашање за граѓаните лозари, земјоделци од општина Кавадарци и од тиквешијата да се намали рокот за исплатата на гроздето, како што беше на некој начин пракса и во претходните години познати за земјоделците, кога и овој факт за набрзано исплаќање на гроздето значеше многу за стандардот на луѓето и за покривање на трошковите од земјоделските операции што му предстојат низ годината. Оваа проблематика е регулирана во Законот за земјоделие и рурален развој во членот 32, што сега се предлага да се промене. Во овој закон имаме и уредување на договорите за откуп. Во овој закон се уредени и условите за регистрирање, регистар на откупувачи. Исто така, значајно е дека за делот на казнаните одредби, членот 165, кој што го регулира за во услов на неисплаќање на времено на гроздето според законскиот рок да се воведе казна, која што е и за правното лице, откупувач, и за одговорното лице, а со измените на овој закон се воведи да таа казна се зголеме со 10% поголема во однос на неплатениот долг на лозарите. Најдоцна до месец јуни се очекува да започне изградбата на двете гасоводни мрежи. Во месец мај или најдоцна во јуни се очекува да започне изградбата на гасоводната мрежа од Штип до Неготино и од Скопје до Тетово, односно двете гасоводни мрежи кои ќе бидат во должина од 110 км, а за нив ќе бидат инвестирани 46 милиони евра. Тендерот за гасоводната мрежа од Штип до Неготино е веќе завршен и во тек е процесот на евалуација на понудите, а понуди доставиле 7 компании, од кои 4 имале потполна документација, додека тендерот од Скопје до Тетово се уште е во тек и треба да заврши на 10 март. Надлежните сметаат дека работите добро ќе се одвиваат затоа што биле поставени и на вистински основи, а ова е така наречената втора фаза. Следувана тамошна фаза со која ќе се продолжи од Тетово до Гостивар и Кичево и од Неготино до Прилеп, Битола, Охрид, а потоа се планира кон сите поголеми градови да се продолжи изградбата на гасоводната мрежа. Надлежните истакнуваат дека при крај е изградбата на гасоводната мрежа од Клечовце до Штип, која се очекува да заврши најдоцна до јуни. Регионалниот екоцентар Екоживот распиша конкурс за основните училишта за изработка на уметнички дела од рециклиран материјал на темите природа, пролет, екологија.
Инвентивноста и богатата фантазија на учениците од основните училишта во регионот за изработка на уметнички дела од рециклиран материјал повторно на тест. Ова можност им ја дава регионалниот екоцентар Екоживот, а се однесува за сите основни училишта од Кавадарци, Неготино, Демиркапија и Росоман. Изработените уметнички дела од рециклиран материјал се мисли на дрво, стакло, хартија и на различен друг материјал или амбалажа која може да се реупотребува и треба да биде на тема природа, пролет и екологија. Според зборовите на председателот на Екоживот Роберт Паризов, крајниот рок за пријавување на учениците е 10 април 2016 година, до кога ќе треба да биде спроведен конкурсот на училишно ниво, а прогласувањето на наградените се предвидува на 22 април на денот на планетата Земја. Пријавувањето е на официјалната интернет адреса на Екоживот, односно секој училиште треба да се пријави дека го прифаќа конкурсот и дека ќе спроведе интерен училишен избор од кои најдобрите 5 од секој училиште ќе може да се надпреваруваат на ниво на целиот регион. Најдобрите ученици ќе добијат вредни награди, открива Паризов, потенцирајќи дека секој учесник на регионалниот конкурс ќе добие награда. Екоживот го задржува правото на собственост на наградените уметнички експонати. Со спортски надпревари денеска започна одбележувањето на патрониот празник кој Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци и официјално го празнува утре со богата програма. Со богата програма низ која ќе биде презентирана работата на училиштето, утре Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци ќе го одбележува патрониот празник. Но во училиштето во име на патронот славењето започна уште денеска со спортски надпревари. Во кошарка и фудбал меѓу себе се надпреваруваа средните училишта од Кавадарци. Секако домаќин беше Ѓорче Петров, што значи во спортската сала на ова училиште преку спортот се потврди соработката и пријателството меѓу средношколците од Кавадарци. Секој со секој во надпревар за фер игра се играше за првите 3 места, а по спортот денеска утре ќе следува и забавниот дел. На одбележувањето на патрониот празник презентиран ќе биде училишниот весник, соработката и реализираните проекти со партнер училиштето од проектот Мултиетничка интеграција, успесите на учениците, доделени ќе бидат јубилејните награди за вработените, а публиката ќе биде почестена и со кратка театарска представа. Се што се работи е за учениците, велат од училиштето. Нашите залагања се да имаме успешна младина со одлични образовни резултати и со стекната практична настава, која првенствено ќе им овозможи зелено светло за самостоен бизнис кога е во прашање стручната подготвеност и барањата на пазарот, додаваат оттаму. Во насока на високо стручно образование и стручни вештини ќе биде акцентирана и програмата со која годинава ќе се одбележува патрониот празник, најавуваат од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. На крајот од вестите и временска прогноза. Утре ќе биде променливо облачно со локален дожд, ќе дува умерен до засилен ветер од западен и северозападен правец. Максималната температура ќе достигне до 13 степени. Информацијата за времето беше последна во ова издание на вестите. Имајте пријатни мигови со нашата програма.